Постојаното брзање кое ни го наметнува животното темпо, како и големиот метеж во сообраќајот, не ставаат во искушение, некогаш свесно да ги заобиколиме сообраќајните закони, предизвикувајќи несреќи кои за жал неретко завршуваат и со смртни последици. Единствен начин да се избегнат несреќи е да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, кои според податоците на Министерството за внатрешни работи се почесто се прекршуваат. Колку за илустрација, само минатото денонокие на подрачјето на Скопје од сообраќај се исклучени 34 возачи кои возеле пред да се стекнат со право на управување на моторно возило, а санкционирани се и 13 возачи кои возеле побрзо од дозволеното. Исто така евидентирани се 48 возачи за неносење сигурносен појас и 38 возачи кои зборувале на мобилен телефон додека возеле. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски за прва Скопска вели дека минатата година Министерството набавило нови 80 дрегери за тестирање на присуство на алкохол, 30 радари за контрола на брзината на возењето, како и 30 фотоапарати со надворешен блиц и дополнителна опрема за потребите на сообраќајните увидни екипи, со што значително е зголемена и сообраќајната контрола, што пак ги демотивира возачите да ја надминат дозволената брзина на возење или да возат под дејство на алкохол. Од СВР Скопје информираат и дека редовно одржуваат едукативни работилници од областа на сообраќајот со ученици од основните училишта и градинките, а покрај најмладите граѓани на правилно однесување ги учат и возрастните, кои со своите постапки покажале дека им е потребна едукација. За таа цел се реализира и посебна воспитна мерка, сообраќајна поука, на која учествуваат граѓани кои направиле прекршоци по разни основи во својство на возачи.